Добро вечер, почитувани колеги, колешки, пчеларки, пчелари. И добре дојдовте на моето прво предавање ова година во пчеларско здружение Пчела од Куманово, како што најави и претседателот, на тема вароа и борба против вароа, со акцент на оксална киселина примена и мои практични искуства. Најпрво сакам да се заблагодарам на членови на Комисија за едукација при Здруженијето Пчела од Куманово, и на претседателот на Здруженијето, кои што ми ја дадоа довербата да ја одржам оваа презентација пред вас. Да, има помала бројка на колеги пчелари и колешки денеска, меѓутоа веројатно прво предавање, па додека се навикнеме дека секоја среда 18:00 треба да биде тука. Секако задоволен сум од бројка и кој нема да дојде тука, добро рече претседателот, во вторник на 3 декември сме во Скопје, така да има поправни и се снима ова, така да ќе може да имаме прилика да го видиме и во електронска верзија. Да, со поголемиот, со сите се знаеме, меѓутоа како што е ред, ќе се представам повторно. Јас сум Трајче Денчевски, пчеларам 10-та година веќе, заедно со мојот дедо Љубе и секако со моето семејство, сопругата и двете деца. Денеска поседуваме 120 на кошници на 3 локации, при што едната е во Сувора, на 20 и нешто километри од Куманово, надморска височина околу 700 метри. Ова е локацијата, јас Дзебарњак ја викам, пошто држам предавање и по други здруженија во Македонија, и сега Дзебарњак е локација што сите да знаат, за вас е стара касарна, порано што беше во Рајкова куќа во населба Карпош, над Бијана Шус. Тоа е негде на 380 метри надморска височина и ова е еден нов пчеларник од ова година, односно во Којинци имам пчеларник од поодамна, меѓутоа ова локација е нова, таму обезбедив некое земјиште, купив и ево таму се сега поставени пчелите. Ова е слика од тој нов пчеларник, тоа е на 430 метри надморска височина. Близу е до река Пчиња и има интересна ситуација, многу прополис дава ова локација. Уште нешто од представување за мене. Член сум на Здружение Пчела од Куманово од 2015 година. Во еден мандат сум секретар на претседателството и еве сега еден мандат сум заменик претседател на Здруженијето. Вклучен во процесите, активно учествувам на сајенските манифестации Денови на мед во Куманово и секогаш само во Куманово. Ова година за прв пат, некаде на почеток на ноември, бевме во Скопје, парк Авионче. Таму имаше некоја манифестација на здрава храна, така да таму прв пат учествувам надвор од Куманово. Одека може да видите дека од пчелни производи скоро све, односно се имаме, се трудиме се да конзумираме, да извадиме од пчелите, да собереме, освен пчелин отров, за кој што знаете дека во Македонија нема регулатива законска и со таа проблематика не се бавиме. Прва слика беше од 23-та година, ова е од 24-та сега, малце беше постудено, подобро облечени. Ова ми е многу драга слика, пошто има и знаме во позадина. Иако јас не сум пријавен за органско пчеларење, се трудам колку што е можно помалку да користам агресивни хемиски препарати. И вечерва ќе се обидам на кратко, бидејќи темата ова е многу обемна, многу е широка и долга, со моето скромно искуство да ви пренесам некој мал дел од развој на вароа, така би тргнал некако биолошки развој на вароа, борба против неа, но и ќе изнесам некои мои искуства и практични примени на оксална киселина и други органски средства. Ќе користам термин борба против вароа, иако можеби како синоним и посоодветен термин е контрола на вароа. Имав полемика околу тоа како да ја концепирам оваа презентација, сакав да биде кратка, прецизна, концизна, јасна. Ова тема ја држев лани, односно полани. Лани требаше во март некако, односно ова година во март требаше да биде, не се случи тоа ради некои причини. Затоа сега е прва тема. Инаку претходната презентација кога беше од ДК и во Скопје, ова е надоградена со некои мои нови искуства и со некои искуства на светско ниво што ќе ви ги презентирам
покасно во текот на презентацијата и на содржината. Гледате дека кратко нешто ќе кажам за историјатот, развој на вароа, почетоци и така натака, понатака биолошки развој и ширење на вароа во сама кошница, методи за борба против вароа, примена и практично искуство на оксална киселина 2 пати годишно, тоа го практицирам од 2019 година, и некои мои препораки за третмани на годишно ниво. Иако секоја година е сама по себе различна, ќе видите покасно ќе ви презентирам од 19 до 24 заклучно со оваа година, и ќе видите дека секоја година применувам некои различни техники, што убеден сум дека за сега добро оди. И тука најдолу има една дефиниција: вароа е инвазивна паразитска болест на ларви, лутки и возрастни пчели, која е предизвикана од крлежот вароа Джакопсини. Нешто околу историјатот. На овој слайд е прикажано дека првпат вароата е приметена во Индонезија, далечната 1904 година, понатаму се појавува во Кина 59-та, па во Индонезија 61-та, на американскиот континент се појавува 87-та, се извинувам 72-та, 77-та е во Германија, на европско тло да кажеме. Понатаму во 2000 година евидентирана на Нов Зеланд, 2007 на Хавај. Кај нас во тогашна Југославија вароата доаѓа од Бугарија во 1976 година. Приметена е во околината на Димитровград, во тоа време Југославија, сега во Србија, од страна на доктор Мирослава Лолин, која што во тоа време била професор на ветеринарни науки. Таа подоцна пишува и текст на оваа тема со многу интересен наслови, ако имате време да го читате и анализирате, многу кажува со овој наслов на нејзин. Појава вароа Джакопсини у пчелним друштвама у нашој земји узнемирила е пчеларе практичаре, кои данас многу више пажње поклањају прегледа здравственог стања пчела, па и многим паразитима кои се налазе у кошницама. Значи, самата вароа покасно пренесува и многу други паразити, и за овие CCD, што е нај, да кажеме, опака и се уште немаме лекарства и излечива болест, секако дека вароата има голем удел во неа. Во истата таа година, значи 1976 на 12 ноември, докажано е присуство на вароа на простори на Југославија на катедрата за заразни болести на ветеринарниот факултет во Белград, и од тогаш таа слободно се шири и прави огромни штети по пчеларници широм Југославија, подпомогнати од неинформирани пчелари кои во тоа време биле беспомошни во таа борба. Нормално е, нова болест, немале решение и се снаоѓале некако. Од тогаш поминаа децении и борбата се уште трае, се применуваат различни средства, знаете и самите техники, со помалку или со повеќе успех, но се уште вароата не отстапува, туку е поприлагодлива, поагресивна и наизглед неуништива. По моје скромно мислење, денес за пчелите и за пчеларите представува непријател број 1. На овој слайд може да се види дека нема податоци за присуство на вароа на Гренланд, се уште, и на најголем дел од афричкиот континент, освен Либија и Тунис горе северно. Поголем дел од земјите од Блискиот Исток и Норвешка. За Австралија нема извештај се уште. На овој слайд во два дела е некако поделен. Прикажана е репродукција на вароа на ниво на поединец и на колонија. На горниот дел, на сликата А, представена е индивидуална репродукција на вароа преку клеточна инвазија. Одека можеме, ласерот е слаб, не се гледа добро на ова, додека вароата ги пренесува вирусите на ларвите и на куклите на пчелите и за возрастните пчели, постојат и многу други начини на пренесување, како што се преку сексуален однос, вертикален пренос преку јајца и сперматозоиди со сините стрелки, тоа што е означено на екранот, понатака хоризонтален, односно орален и фекален пренос преку хранење, чистење на ларвите, на клетките, потоа со канибализам, тоа се зелените стрелки, чистење, канибализам и хранење, ги гледате горе на англиски се термините, и еколошки интеракции со околината и со други инсекти. Што значи тоа? Во природата, ако се сретнат пчели на иста локација, на ист цвет, во воздух и така натака, и тука е, тоа се сепак многу помали шанси, меѓутоа и тука се пренесува вароата. На долниот дел под Б
представен е теоретски развој на вароа во здрава колонија без третмани. Значи, повторувам, без третмани. Ако немаме третмани, ништо не правиме на годишно ниво, што се случува. И сега е представено, во овој круг имаме, да кажеме, ако трнеме од касна зима, па имаме рано пролет, касна пролет, рано лето, касно лето и така натака до касна зима. Со светло кафеава боја е прикажано легло на пчели. Не може да видиме. Светло кафеава боја горе е прикажано легло на пчели, легло на трутови со потемна боја. Ова се пчели работнички со жолта боја. Со светло сина боја е представено легло зимско на пчелите, а со ова светло, односно потемна сина боја се прикажани зимските пчели. И гледаме дека некаде во почеток на зимски период имаме зимско легло, крај на август, late summer, имаме зимско легло, имаме нешто пчели работнички што ни останале од летото и веќе почнуваат зимските пчели поголем дел. И гледаме дека во голем дел од зимата имаме пчели работнички тука и зимско легло присутно, со некои прекини. Меѓутоа, вароата можете да видите дека секаде ја има, во текот на целата година, помалце или повеќе. И во различни периоди, во различни сезони од годината, тие се наоѓаат на различна популација на пчели. Па и веќе трнеме од зимски период. Сега е зима, ни следуваат и некои третирања, некои ангажмани наши. Во овој период, во пчеларниците не треба да има сега легло, најголем дел не. Може би ова топло време малце нешто излегуваат пчелите, па меѓутоа и тоа легло што би го имало е занемарливо мало или не постои. Тоа значи дека крлежот, вароата не може да биде во легло. Таа е на пчелите, на зимските пчели во овој момент и може да има уште нешто од некоја пчела работничка, летна пчела за останато. Така да вароата е на легло. Овој момент е идеален за третман со оксална киселина што ни следува во наредниот период. Некој можеби веќе ја одработил, меѓутоа не е касно, има време, цел декември ни е на располагање, чекаме идеални услови и третираме. Кој ќе почне пролет? Знаеме дека пчелната заедница почнува да се развива, почнува со легло, се повеќе и повеќе легло, тогаш крлежот се преместува во леглото. Затоа што и тој се репродуцира во леглото. Тој не се репродуцира на пчела, на возрастна пчела или на труд. Вароата се репродуцира во легло кај пчелите. Влегува први во работничко легло, прави штета на леглото и тука се размножува, се репродуцира. Понатака се пренесува светло кафе, како се вика, се пренесува на пчелите. Кога ќе се појави трутовско легло, вароата се преместува во трутовско легло. Таа не трпи температури и едва чека трутовско легло да се појави, да се гнезди таму и таму да продолжи со своја репродукција. Додека имаме трутови, таа е таму, по површина на легло, не трпи температури. Кога ќе почнат трутовите да се намалуваат, а трутовите се намалуваат кога ќе заврши сезона на роење. Тогаш веќе трутови нема, ги бркат код кошници, трутовско легло нема повеќе и вароата пак се принудува да се внезди во леглото на пчела работничка. И тој циклус во текот на годината континуирано и секоја година се повторува. Значи, ова е теоретски развој на вароа во здрава колонија без третмани во услови на зима која трае 3 месеци. Тоа е на северна хемисфера, кај што и ние се наоѓаме. На неколку слайда понатака ќе презентирам како и кога, во кои моменти вароата влегува и ќе видите дека и тука нема правила, дека и тука е различно од случај до случај. Во овој случај, одека на овој кружен циклус е прикажан, имаме 24 дена за труд да се изведе, односно 21 ден за пчела работничка да се изведе. На 8-миот ден гледаме дека вароата влегува во се уште во тој момент пред да се затвори ќелијата со леглото пред да биде затворено, влегува вароа. Кај пчелата работничка за 21 ден излегуваат 3 до 4 варои заедно со пчелата кога ќе излезе. Кај трутот 5 до 6 варои, затоа што
нешто повеќе време треба трутот додека да излезе. Првото јајце вароата го снесува на 12 ден. 12 ден рачунаме од јајце кога е изведено. Прв ден е јајце изведено. На 12 ден и понатака се развива, како што реков, со пчела излегуваат 3 до 4 варои, со трутот 5 до 6 варои. На овој слайд овдека исто така лево прикажано трутовите, трутовското легло, десно работничкото легло и гледаме дека вароата може да влезе и 7 ден, значи ден претходно. Некако што беше прикажано. Меѓутоа, резултатот е исти. 3 до 4 варои, 5 до 6 варои со трутот. Овдека овој слайд презентира дека на 6-тиот ден вароата влегува. И гледаме дека на 6-тиот ден вароата влегува и положува 4 јајца во текот на наредниот период. Првото јајце го положува 2,5 дена после, тоа 30 часа после влегување, и понатака секој наредно на 1,25 дена, односно тоа е 30 часа. 2,5 дена се извинувам, 60 часа е првото. 2,5 дена е 60 часа. И понатака на 30 часа положува секое наредно јајце. За женската вароа да стане сексуално зрела, поминуваат 7 до 8 дена, а за машката треба 6 до 7 дена. Значи машките варои побрзо созреваат сексуално. И тие секако дека прават штета на леглото, дали е тоа на пчела или на трут. Значи гледаме дека може 6, 7, 8 ден да влезе во леглото. Нешто околу тоа како вароата се шири, таа се шири на следниве начини. Соку по продажба на матици на пчелни заедници од пчелари кои што несоодветно ги третираат или недоволно. Со грабеж, знаете при грабеж дека има тука мешање движење, со залетување на заразени пчели во здрави кошници, со селење на заразени пчелни семејства на локации различни. Преку трутовите, знаете дека трутовите се движат од пчеларник на пчеларник, од кошница во кошница, и тие се преносители на со спојување на заразена и незаразена пчелна заедница, при паша и несоодветно чување на пчели на соседни пчеларници. Тоа се начини за пренесување и ширење на вароата. Ододека можеме да видиме дека нешто што и покасно ќе го пратам, дека организирано, контролирана борба против вароата е еден од веројатно добри методи. Се уште никој не го применува, може да ќе бидеме прво здружение кое што ќе го примениме тоа и ќе бидеме организирани во неколку дена, нема да можеме сите во исти ден од разноразни причини, наши зафатености и така натака, меѓутоа можеме во неколку дена, во една недела, ако се договориме, да третираме сите третмани, и летни, и зимски, и така натака. И тоа е еден од ова, затоа што гледаме дека преку трутовите се движат преку ова, сите наши пчеларници се на локација на Куманово, така да би можеле да се заштитиме на тој начин. На овој слайд графички е прикажан развој на пчелна колонија наспроти развој на колонија на вароа. На X оска на вертикала е број на пчели, тука има некои бројки дека 60, 70, 80 илјади пчели, меѓутоа нашата пчела македоника 50-60 илјади максимум. И има друштва што знаат да изненадат, меѓутоа тоа е просекот. А доле на Y оска се поставени сите месеци во текот на година, почнувајќи од јануар до декември. На оваа слика можеме да видиме дека при максимален развој на пчелна заедница, тоа е негде во јуни, јули за овој простор наш одека, не треба да имаме повеќе од 5 до 6 варои на 100 пчели. Додека пак при максимален развој на вароа, што се случува некаде септември, октомври, зависи многу од година, меѓутоа во тој период се случува, тогаш пчелната заедница сината линија гледате дека опаѓа, и тогаш не треба да имаме повеќе од 30 до 35 варои на 100 пчели. Се што е повеќе од ова е алармантно. Ако е нешто пониско е окей, треба да се третира, ако е многу пониско, кај не зорге, што викаат германците. Нема грижа. Не се секирате. Во однос на тоа како да се контролира сега овие бројки 5 до 6 варои или 30 до 35 варои, има повеќе начини. Еден од начините е шеќер во прав.
познат начин, многу луѓе го применуваат, многу луѓе и не го применуваат, иако не е толку ни тежок, не е толку комплициран. Во една тегла наместо капаче се става покрупно сито, од низ кое што не може да поминат пчели, а може да помине шеќер во прав и вароа. Се стават 500 пчели во тегла, а пчелите се избираат од едно друштво, нели? И со 50 грама шеќер во прав, полека, внимателно, нежно се врти, да не се, нели, повредат пчелите, меѓутоа сите треба да бидат добро обелени од шеќерот. После тоа се истресува кој части кафе? Добро. После тоа се истресува на содржина, значи пчелите ќе останат внатре пошто има мрежа, а надвор ќе излезе шеќер во прав со вароите. Се бројат вароите и формулата е едноставна. Бројот на вароите што ќе го изброите се дели со број на пчели, 500, се множи по 10 и се добива процент на инвадираност. Например, ако сме нашли 25 варои, делиме со 500, множиме по 100 и добиваме 5%. Ова бројка 5% не е случајно тука ставена така во формулата, тоа е некој процент кој што е крајна граница на ајде да кажам посакувано, односно со овие 5% со третман ова друштво се спасува и нема никакви проблеми да има. Мислам, нема да има големи проблеми. Доколку процентот излезе од 5 до 8, тука е неизвесен спасот со третмани. Доколку е повеќе од 8%, многу се мали шансите дека тоа друштво ќе се спаси. Следен начин на контрола на ниво на инвадираност е со природно опаѓање. Ова е многу добар начин, ми се допаѓа, меѓутоа поради обврски, поради ангажмани дневни, неделни, работни, семејство и така натака, комплициране за мене. Луѓе кои што живеат покрај своите пчеларници, ова можат многу едноставно да го применуваат. Зашто се работи одека? Одека се работи на дневна база, се контролира број на опаднати варои, односно може и на 7 дена, еве. 7 дена е проблем поради тоа што знаете дека вароата е посластица за мравките. И во тек на 7 дена многу вароа може да падне, мравките да ја соберат и вие да немате правилна слика. Меѓутоа, хипотетички, ево да кажеме, може и на 7 дена да преконтролират. Доколку, например, за 7 дена паднале 56 варои. 56 варои се делат со број 7, број на денови, за колку што е контролата, и се добиваат 8 варои дека дневно паѓале, тоа е просек. 8 варои паѓале дневно. И сега има еден Либигов број, кој што е светски признаат број, со кој што се множат овие 8 варои. И добиваме 960 бројка, плюс минус 5%. Тие 5% одат на лошо избројано нешто и така натаму. Сега, на секои 30 дена се дуплира бројот на вароа. Што тоа значи? Подолу гледаме дека ако на крај на мај сме виделе една вароа, тоа значи дека кога ќе помножиме по Либигов број 120, значи дека имаме 120 варои во кошница, крај на мај. Во јуни 120 дуплирано, веќе се 240, во јули се 480, во август се 960 и веќе гледате 960 со црвено означено. Тоа е веќе крајно време кога мора да се третира, да се превземе нешто и тоа малце поагресивно. Сме дозволиле во црвено да отидеме. Ако пак видиме 3 варои во мај, тие се пута 120 се 360, па се 720 во јуни, во јули се 1440, веќе многу повеќе од она 960 пред малце што го видовме. А само 3 варои, разлика е 2 на почеток у мај. Ако па имаме 10 варои, не дај Боже, у мај, тоа се веќе во јуни имаме 1200 варои, што е веднаш критично со црвено означено. Понатака да не ги читам бројките. Пак ќе кажам, бара ова метода време, меѓутоа е многу добра и интересно е што со ова вароа не ги вознемируваме пчелите. Со првата вароа ги вознемируваме, мора да ме заеме 500 пчели во тегла. Овдека тоа не го правиме. Следно е со амитраз. Ливче, 3 капки амитраз, контрола брза и ефикасна. Предмал се кажав дека се трудам да користам препарати кои што не се како амитраз, меѓутоа амитразот го користам за контрола, многу е добар за таа работа и во случаеви кога
изненадно ќе ме изненади крлежот и ќе влезе во црвено без да бидам свесен за тоа. Тоа се времиња, периоди кога мораш брзо да реагираш. Немаш простор за препарати, некои други начини за ова. Така да со Амитраз, што се случува? Избирате од пчеларник, кај што имате, не знам, 40, 50, 70 друштва, небитно е. Избирате 5, 6, 10% ќе земете. Ако имате 77 кошници, по случаен избор у секој ред, на секој крај, изберете по едно ливче, претходно ставена бела хартија за полесно да ви биде за броење. Бела хартија во фиока, едно ливче и само ова е таму зачадено од ливчето што горело, белата хартија, и тука има паднато крлеш. Ова е со задимување. И еве ми го следот. Добре. Контрола на секој час, додека нешто друго работам, на сат време контрола по фиока. Бројам варои, тресам на страна, евиденција во тетрадка, продолжувам со работа. Нареден час. И на овој начин можам да знам каква ми е состојбата со... Сега, на овој слайд овдека, ова се некои сега понови европски стандарди, ова лани не го имавме присутно, сега го најдов па и го представив на слайд. Европските истражувачи ги дефинираа граници на природен морталитет на вароа кои може да доведат до колапс на пчелна заедница. Значи природен морталитет, поврзано со ова што го зборев предноци. Дневно сами паѓаат од тоа што и они изумираат, и они се болни, и они се нога, не знам, шината и така натаму. И сега вика, повеќе од 0,5 варои дневно, тоа е во зима или рана пролет. Значи многу малце варои има и веќе во 2 дена може да падне една вароа природно, без да третирате, без да правите нешто вие посебно. Повеќе од 6 варои дневно во пролет, 10 варои рано лето, 16 варои средина на лето, 33 варои во касно лето и 20 варои есен. Ако морталитетот е 8 варои дневно, тука веќе се збори за хронична инфестација и неопходно да се преземат типни мерки за заштита. Ако морталитетот е 2 варои дневно, потребно е најдосна во период од 2 месеци, пак ќе се вратиме на нагоре, знаеме дека брзо, прогресивно се размножуваат. Ако морталитетот е 1 вароа, дури може 3 месеци да се почека и третманот во оно што ни е есенски да го направиме, или па непосредно пред зима кога веќе и нема легло. Меѓутоа, ова третово е малце дискутабилно за наши простори, за наше поднебие и за наши изминати десетина години што се дружам со пчелите, ова е скоро и да не е можно. Новитети. Во пролет имавме една прекрасна дружба со колегите од Словенија. Боштијан Ноќ е претседател на Европскиот сојуз на пчеларски здруженија и тоа ЕБА се вика здруженијето, European Beekeeper Association, не Agency, Association, и они издаваат едно нивно списание има и во списанието од 4 октомври, списанието No Biz, No Life, на ЕБА магазин е издадено на 4 октомври, се наоѓа на оној вебсайт таму што е со плаво. Може секој достапно е, може веќе некој го видел, бидејќи ова како се вика списание е од јавен карактер, достапно за сите. И што вика во ова списание Мартин Бенчик од школото за наука и технологија од Нотингем, Обединето кралство, пишува на една тема: Varroa distractor mites regularly generates ultra short high magnitude vibrational pulses. Што се случува? Вароата, која што екзистира во пчелна заедница, таа со своето живење, битисување, движење и така натака произведува вибрациони пулсови со висока магнитуда. Тие се ултра кратки за науката. Многу наука има во ова списание, во ова, како се вика, статија. Меѓутоа, две новини од таму ја излеков. Две интересни работи кои што се уште во фаза на прототип. И се испитуваат. Првото е гасни сензори или електрични носеви ги викаат они. Тоа се уреди кои што ги поставуваат внатре во кошница и овие уреди идентификуваат комплексни мириси. Многу фини, ситни, нежни мириси и исто така снимаат видео со што ја детектираат вароата и незиното присуство во кошницата. Има негативности на ова
првава со сензори, затоа што знаете дека во кошницата пчелите веднаш нешто што е ново со прополис ќе го подотераат и онда сензорот нема да функционира, камерата нема добро да гледа и така натака, па прават некои измислуваат нешто како нешто на почеток на кошница да ја ставаат кога и така натака. Небитно. Гасни сензори првата работа, а втората е ултрасензитивни ацелометри, односно сензори кои што детектираат вибрација од 1000 миливолти по грам. Тоа е многу мала вибрација. Замислите варо една колку може вибрација да створи, овој уред ја детектира. И со тоа може да се детектира присуство на варова кошница. Ова ултрасензитив ацелометр сензориве се многу подобри во ова фаза сега на испитување од претходните гасни сензори. Да видиме што ќе се случува. Ова е во развој. Веројатно за неколку месеци ќе има нови резултати од овие истражувања, па да видиме во која насока ќе оди тоа истражување. Неколку занимливи факти за вароата. Женките вароа паразити можат да живеат и до 9 дена на температура од 28 степени Целзиусови и релативна влажност 85. Овие факти овдека се многу битни да ги знаеме за да успешно се справуваме со вароата. Можат да живеат до 3 дена на температура од 35 до 50, од 35 степени на 50% влажност. Значи гледате температурата од 28 во вториот булет се зголемува на 35, влажноста се намалува и животен век од 9 на 3 дена и се намалува. Некои женки може да преживеат на саќе од кое е излегло легло до 18 дена, значи излезано легло, нема легло. До 18 дена. Во празна кошница без саќе во летен период женските паразити можат да живеат до 7 дена. На светло саќе 7 дена, на саќе со отворено легло 15 дена, на тело на пчела, трутови на ларви до 11 дена, на перга и восок 9 дена. Сега ниски температури со плаво, со сина боја обележено означено. На температури од минус 10 до минус 30 живеат од 48 до 72 часа. Значи не може да поднесат ниски температури. На температури од 17 степени женките вароа паразити се неподвижни, а на 19 до 27 се поместуваат кон зона со покачена температура. Значи на 17 не функционираат, 17 до 27 се движат према зона со покачена температура, додека пак температура од 34 до 41 степен Целзиус се преместуваат во зона со намалена температура. 34 до 41 степен, значи не им одговара таа температура преку 35-6 степени. Тоа е температура во легло кај пчелите, нели? И затоа они бегаат кај што е трутовско легло на страна. Температура од 42 до 44 степени ги приморува женките на хаотично движење. Во случај на нивно изложување на сончева светлина, тие тежнеа да се засолнат на потемни места, не им одговара директно сончево зрачење. На медоносните цветови, значи на медоносен цвет, ако пчела дојде на цвет и крлежот падне на цветот, може да на медоносни цветови изложени на директна сончева светлина, женки паразити изумираат во текот на 1,5 часа. Меѓутоа во тие 1,5 сат сигурно дека ќе дојде некоја нова пчела, уште една, и они ќе имаат прилика да се закачат и да продолжат со својот живот. Некои од нив преживуваат до 5 дена за време и за тоа време се способни да се прикачат на пчелата. Методи за борба против вирова. Има многу повеќе, наброени се некои, целта ми е на овие доле десно, меѓутоа ќе одиме поред. Биолошки методи, употреба на рам градежник и сечење на трутовско легло. Ова го имам правено само прва година кога имав 10 кошници. И никад повеќе. Немам време. Не викам дека не е добра методата, меѓутоа време немам. Ова за пчелари со поголеми кошници проблем. Може со издвојување на затворено легло и со формирање на нуклеузи. Бара време, меѓутоа може во момент кога формирате нуклеузи да искористите прилика да се спасите од вароа. Со блокирање на матица. Исто за поголеми пчеларници, за поголеми друштва, број на друштва, комплицирано, кај ќе најдете матици 100, 230 у неколку дена и така натака. Со замена на матица. Може, онака, менувајќи матица, може да истемпирате па да имате два бенефити, нели, со еден куршум, два зајака и така натака. И со селекција и одгледување на пчелни заедници со добри хигиенски навики. Пчели со добри хигиенски навики сами се заштитуваат од варовата, чистејќи го леглото кое што е заразено. Има начини како се испитува и тоа е па друга тема.
кои пчели се со добри хигиенски навики. Во однос на физички методи за сузбивање на вароата, употреба на мрежасти подници и употреба на топлотни комори. Топлотни комори, пред малце видовме дека 36-7 степени до 41 беше представено на слайдот и повисоки не му одговарат на вароата. И германците, имам гледано некои видеа пред неколку години, носат како фенови топлотни машини со кои што удувуваат топол воздух во окошниците. На тој начин за кратко време прават топлота, тоа треба да биде димензионирано, не треба да го пробаме без да знаеме како работи. Димензионирана топлота прави нагло во краток период топлота, вароата паѓа доле. Тоа е една работа. И ова со црвено хемиски методи за сузбивање на вароата не ги сакаме, меѓутоа некогаш сме приморани да ги користиме. Амитраз, флувалинати, разноразни соленти, стапчиња, помалце, повише ефикасни и така натаму. И ајде идам прво десно, есенцијални масла, има пчелари што прават од маточина, нане, рузмарин, лаванда, лавор, пелин, мента, хмелј, оригано и многу други овие есенцијални масла кои што помагаат против вароата. Јас ќе се задржам повеќе на десна страна на тимолот и на органските киселини како што е мравја, оксална и млечна. Млечна ќе ви кажам веднаш дека не сум користел досега, планирам да користам. Сега вака. Како што рекови на почетокот, се трудам со органски средства да ја контролирам вароата. Овие средства се и поевтини нешто од оние другите со црвено. И со тоа сакам барам да постигнам добри резултати. Науката укажува дека хемиско-синтетичките средства, покрај тоа што се штетни за пчелите, за нас пчеларите и за конзументите на нашите пчелни производи, на нив вароата станува резистентна на синтетичките средства. Тоа науката го докажува, иако ги произведуваат тие средства, меѓутоа докажано е дека вароата станува резистентна. Многу е важно кое и да применувате средство, мора да ги почитувате мерките за дозирање од производителот и условите на употреба на средството. Ако тоа не се почитува, нема да имате ефекти, може да направите и штета на заедницата. Најважно е од се да не верувате слепо на препаратите и на рекламите од нивните продавачи, туку по секој третман да направите контрола. Бел лист хартија, пред малце што спомнав, контрола на неколку друштва, не треба на 100 сега хартија, на 5-6 друштва, 10 доволно е. Зошто? Ја не признавам изјава од типот моите пчели немаат вароа. Има шанси да немаат вароа. Имаат вароа само колку имате прашање. А ако не падне вароа, сте третирале, значи дека вашето средство, препаратот не е добар. Желбата за заработка кај нашите овие производителите и дистрибутерите е голема и со тоа треба да сме многу внимателни и предпазливи. Еве нешто, ја оксална киселина многу ја почитувам и еве тука на еден слайд кратко, чисто да видите дека еве откриена е до 776, многу одамна. Ја има во продукти кои што секојдневно ги конзумираме. Какао, чоколада, кафе, јагоди, зрнесто овошје, манго, компир, цвекло, спанач и така натаму. Лесно се раствора во вода, знаете, бидејќи кога ја подготвувате, знаете дека многу лесно мала температура на вода, дури ако не ја загреете, ќе се раствори, малце повише време треба. И се наоѓа во медот. Ако направите анализа, ќе видите дека оксална киселина ја содржи во медот, нели? Од Европската унија е признаена како препарат за органско пчеларење, значи немате проблем ако третирате со оксална и ако сте ако се бавите со органско пчеларење. Таа се користи во вид на спрејови, поретко кај нас, со испарување. Користиме веќе овие траки картонски или со накапување, најчесто користен метод кај нас и со плаво највише ми се допаѓа. Со накапување во пчелна заедница без легло ефикасноста е до 99%. Сега немаат нашите пчели легло. Сега нешто од практично искуство и примена на оксална киселина кај мене на моите пчеларници. 2019 година се решив да пробам оксална киселина 2 пати во годината да третирам, да видам како ќе иде. 2019 година беше година кога во пролет не третирав ништо, последен третман ми било 2018 зимата со оксална киселина. Што правам јас таа година, 2019
Зимам оксална киселина, подготвувам, и тоа подготвувам негде 43, 4, 5 грама на кило, на она стандардна 600 плюс 600 доза. Ставам поголема доза на ова. Пробата ја правам со 39 грама доле, затоа што во лето знаете дека имаме многу повеќе пчели него што имаме сега во зима. Да немам намера да ги дигам пчелите, пошто јас сум елер и на две тела мисля, да ги дигам па и доле да накапувам, тоа немам намера. Затоа дозата ја зголемив малце и накапувам само од озгора по сатонош, исто 5 мл по улица, како и за зимски третман. Сега пробно направив на 5 друштва, 39 грама оксална киселина, 600 грама шеќер, 600 грама вода, третирам 5 друштва. Заклучок од тој третман. Нема проблем со матици, сите присутни носат нормално. Како и другите оние што се до нив лево-десно. Не се воочени проблеми со легло, никаков проблем, легло нормално, стандардно, се исто. Пчелните заедници не се нервозни, не се вознемирени и се однесуваат нормално како и другите до нив. Во текот на истиот месец правам третман на сите друштва, на сите пчеларници. Во лето. Констатација од ова, ниедна матица не ми настрада и сите пчелни заедници се однесуваа нормално, како да, не знам, со шербет да сме ги попрскале. Во септември направив едно контролно задимување. Со амитраз многу мало присуство на вароа. И тука застанав со третмани. Следниот третман беше со оксална со накапување во месец декември на сите друштва, освен на тие послаби од 4 улици пчела. Сега горе испуштив да ви пренесам дека во јули таа година, кој води евиденции, кога ќе се присети или врати дома погледне, ќе видиме дека тогаш беше многу сушен период и имаше прекин на легло. Тоа е идеална ситуација во летни услови, ако успееме тоа да ни се деси, да не бараме матици да затвараме, да не бараме кафези, да не... Природата може тоа да го направи кај нас во наши услови. Третманот во декември направен на сите, освен на оние со послаби од 4 улици пчела. 4 и послаби. Во месец март 20 сите иззимени без ниедна загуба. Тоа е резултатот таа година. 20 година пролет беше без третмани, секако, секоја година тоа така правам, може би ќе треба нешто да менуваме, меѓутоа до сега така е. Последен третман ми било оксална 2019. Третман на сите пчелни заедници со оксална киселина со накапување на крај на јули и почеток на август. Меѓутоа со црвена одека. Немавме таа среќа таа година да има прекин на легло, не беше сушен период и немаше прекин на легло. Во однос на констатација, ниедна матица пак не ми настрадат, пчелни заедници сите нормално, све окей, супер. Иако ланска година 2 пати третирано. Голем дел од тие матици се исти од лани. Во септември контролно задимување со амитраз, сега има големо присуство на вароа. Причина, имаше легло во јули кога ги третирав. И да сум ги димел, исто ќе биде, имало легло. Само што друга работа е со димење. Што правам таа година, септември и октомври, третирам со тимол. Картонски ленти, вароата паѓаше постепено. На средина на декември таа година сум направил третман со оксална, со накапување на сите друштва и на тие послаби од 4 улици. Соодветно по 5 мл по улица. 21 година пролет без третмани, последен третман е оксална зима 20. Што правам почеток на август, ги третирам со оксална киселина со накапување. Таа година беше намалено, многу беше намалено леглото, но немаше прекин. Постоеше некое легло кај што можел кралежот да се крие. И исто тоа, проблеми нема, матици, пчела нормално се поднесува, никакви проблеми во однос на третманот во лето со оксална. Септември едно контролно задимување со амитраз, мало присуство на вароа, но потребен е третман. Септември и октомври третман со мравја киселина. Паѓаше вароа, средина на декември третман со оксална со накапување на сите друштва, освен, сега, гледате, една година третирам, ова година не знам што ќе правам со тие 4 улици и помалце. Може би нема да има, ова година малце се подобри пчелите, па ќе видиме. Сакам да ви кажам дека секоја година е различно, од тоа како проценка како ќе направам на годината, на пчелите, на ситуацијата во моментот. 22 година, и сите овие години сега што ви кажувам, немам загуби поради вароа. Од вароа да имате загуби. Нема такви загуби, нема.
по неколку друштва што е занемарливо, што знаеш уште у есен кога го оставаш, тестираш и кажеш дали ќе преживее, нели, друштвото. Тие друштва угинувале, значи вароа не е никакво прашање. 2022 година, пролет без третмани, последен третман оксална зима 21. Ова година не ги третирам со оксална, него на 12-13 август третирам со мравја киселина. Сега август малце чудно, ама таа година се погоди, мене на 10 август ми е роден ден и 11 август некој ладно фати нешто залади и овие неколку дена беа ладни. Август ама ладно, доволно добро за мравја киселина. Брза реакција, мравја киселина. И констатацијата беше во ред. Матици не страдаат од мравја киселина со правилен третман. Све се однесува нормално. Предност на третирање со мравја киселина, веднаш ќе знаете кое друштво нема матица. Штом ќе третирате со мравја, прошетете само со пчеларник, одма ќе видите кое друштво нема матица. Септември, едно контролно задимување со амитраз, има присуство на вароа и потребно е третирање. Во текот на септември, октомври, уште еден третман со мравја киселина. Паѓаше доста вароа. Декември со накапување. Она што е важно за мравја киселина, ќе кажам и покасно, ама е дека мравјата киселина не само кога третирате со мравја киселина, не само што ја уништувате вароата, туку правите дезинфекција на кошница од многу други паразити кои што екзистираат во некоја димензија, големина, како да кажам, меѓутоа не се на преку граница, па да е тоа да се манифестира визуелно, да може да приметите или нешто. Така да мравјата киселина е многу добра и за таа работа, и неја цена исто така многу. Март 23 нема загуби поради вароа. Пак ќе кажам, оние друштва што ги спомнав предмалце, како загуба е минорна штета и дај Боже секоја година таква штета да имаме сите. 23 година, пролет без третмани, последен третман оксална 22. Што правам 23 година? Правам глицерински траки. Со председателот пробавме таа година да направивме, меѓутоа закаснивме. Си имаме мани, си ги знаеме, правевме анализа после тоа. Таа година немаше прекин на легло, но и немаше многу легло. Меѓутоа задоцнивме. На 15 септември контролно задимување, вароа, многу вароа. Таа година, 23-та, беше година на вароа. Таа година колку имало, сега тука има повозрастни пчелари, ќе се сетат наназад кога било така, таа година беше, ќе ја памтиме долго време веројатно. Сите друштва ги задимив 2 пати во размак од 5 дена. Амитраз и на сите друштва по 2 ливчиња, на 5 дена размак. Вториот пат падна помалку вароа и прекинав со задимување. Доволно беше. Средина на октомври без легло, уште едно задимување. Бев уплашен од таа состојба што беше присутна на пчеларницата. Почеток на декември третирав со оксална со накапување на сите друштва и на тие послаби од 4 улици пчела. По 5 мл по улица, стандардно, по пропис. И доле имам напишано кога има се. 23 година, знаете дека беше добра, имаше мед, имаше роеви, имаше матици, имаше се, ама имаше и крлеж. Задоцнивме со третманот со глицерински траки и во услови кога е година на вароа, потребни се агресивни третмани. И гледате горе, пишувам дека 2 пати ги задимувам во рок од 5 дена и едно димење во октомври кога се без легло. Тоа е агресивно третирање. 24 година, не е ланска, него уште е ова година, пролет без третмани, последен третман оксална зима и еве сега пријавувам загуби 14%. Сега не е дека не е вароа, него баш вароа е. 14% имам загуби. Не е малце воопшто, нели до 10 е прифатливо, ова е преку тоа. Не сум задоволен, меѓутоа вината си е моја, сам сум крив за тоа што ми се случило. Одиме понатака. Контролно задимување во прва половина на август направено. Нема многу вароа, ги третирам сите со тимол. Нема многу вароа, нема причина за агресивно нешто хитно брзо, тимол. И ова година немаше прекин, иако беше сушна година, немаше прекин на легло. Малце чудна состојба и од некаде носеа полен помалце. Кај наоѓа, што правеа, не ми јасно. Меѓутоа немаше прекин на легло и така беше. После 10 септември направив едно контролно задимување, имаше прилично вароа, доста имаше вароа. Сите ги друштва пак ги задимив 2 пати во размак од 5 дена, сега уплашен од лани што ми се случи, можеби
полани, тоа не би го направил во ваква состојба, сега го направив 2 пати во размак од 5 дена, вториот пат падна помалце вароа и прекинав со задимување. И сега, следно е, декември, ми следува третман со оксална, со накапување на сите друштва, соодветно по 5 мл со соодветни временски услови. Сега, пошто тоа ни следува, да се подсетиме дека температура за третирање, зимско третирање со оксална киселина е од 5 до 8 идеална и влажност да има што поголема, односно ако е замаглено времето уште подобро, а температура да е 5 до 8 степени. Ова година не беше поволна за вароата, сум го напишал тука, резултати ќе ви кажам во март, за неколку месеци. Односно на некое наредно предавање кога ќе биде догодина. Сега, лани во Скопското здружение, колегите прашува за тоа, дајте некоја формула што како ги правите, не е ништо тајна, не е ништо, јас сметав дека бев фокусиран повеќе на друго нешто, ама еве, ова година, овие ги правевме со боби, сликите тогаш ги направивме и поставуваме по 4 траки. Како се подготвува оксална со глицерин? На 4 литри загреан течен глицерин, на температура не повеќе од 70, значи многу важна работа, не повеќе од 70 степени. Се додава 3 кг оксална киселина, по растопување се полива 400 картончиња. Сами ги сечете, овие беа некои специфични тешки за сечење. Ама може од картони кај што зимаме сатни основи или овие што пакуваат нешто, она картони што се натри како хармоника, на нив може, таму ќе се соберат повеќе картончиња, може и до 450-500, за да се упие целата количина, па после наместо 4 по 5 може да ставате на друштво. 4 картончиња идат на јако друштво, на другите послабо, средно и ова, соодветно, помалце. Тимолот 2 пати го спомнав, 2 години третирам со тимол. Исто, многу квалитетно средство, прекриено е тоа производители, така не сакам никога да рекламирам, не сум ни платен за тоа, нити па имам намера да го правам тоа, покриено е, меѓутоа пола кило алкохол, пола кило тимол, добро ќе се промеши, многу брзо се растопува тимолот и сето тоа го ставаме во сад во кој што претходно сме ставиле 280 до 300 картончиња со претходна димензија, што ја спомнав 3,5 на 13,5 или 15 сантиметри. И ова се поставува исто така преку сатоноши, не ги вознемирувате нешто посебно пчелите, тимолот знае Маце на почетокот да ги возбуди, меѓутоа не е никаков проблем, тие обожаваат, тоа е мајчина душица за нив. Кој има во околина мајчина душица, многу помалце варова ќе има во кошниците. Мравјата киселина, исто, многу почитувано средство од мене, од моја страна. Познати се два начини на третирање, 85% постои во аптеки и во или 65%. 85% може да се третира на подница при температури повисоки од 25 степени. Што тоа значи? Температура поголема од 25, оксална, мравја киселина многу брзо испарува и пареите на мравјата киселина при испарување први ни идат горе, а после пошто се потешки паѓаат доле. Така да можете и на подница на повисоки температури. Не го препорачувам тоа. 65% користам на температури пониски од 25 степени на сатоноши. Имало прилики и у август ви прикажал дека може да се третира со мравја, само треба да се створат услови. Дедо Боже треба да каже дека може. Не малце по тешка за работа од оксалната, треба внимателно, треба ракавици, треба заштитна опрема и се друго. И треба правилно третирање, бидејќи можете да останете без матица и сите пчели надвор да излезат и така натаму, ако не се постапува правилно со мравјата киселина. На почетокот ви кажав дека ќе се вратам на ова шема пак. Ова е многу важен графикон, кај што беа представени развој на колонија на пчела и на колонија на вароа. Пролет ви кажав дека ниједна година не третирам. И тука сум ставил тимол дека би било добро во пролет да се третира. Меѓутоа, не секоја пролет, него пролет кога сме имале лоши третмани од прошла година, имаме рецидиви за останато нешто, не ни е средено, не јаде некој црв што викаат и тогаш не е лошо и во април да се направи нешто. Меѓутоа и не мора. Јули, август, оксална, видовте дека повеќе години користев оксална, па користев и мравја, па користев и тимол некогаш. И еве го тимолот горе, можеме од пролет да го преместиме и во јули, август. Мравјата киселина, септември, октомври, секоја година имаме услови за третирање со мравја киселина во тие периоди.
Така да, мравјата тука ја препорачувам и тоа е гледате на пикот на развој на вароа. Мравјата е многу добра за третирање на вароа, многу брзо паѓа вароата и дополнително, како што предмалце реков, со мравјата киселина се прави дезинфекција на цела кошница и на пчелната заедница од многу други паразити. И секако неизбежна оксална ноември-декември без легло, кога немаме легло, спомнавме дека преку 99, да не кажам 100% е ефикасна во услови кога нема легло. Оксалната киселина кога се користи и правилно кога се третира. Сега зошто во пролет не ја препорачувам мравјата киселина? Мравјата после третман со мравја киселина има малце застој во легло. Значи а тоа не ни треба во пролет и затоа пролет не е добро, иако има услови, температура и се ова идеално е за третирање, меѓутоа мравјата прави малце застој во легло, а ваму септември, октомври кога веќе е завршено зимска пчела, легло многу малце се случува нешто, така да тука не смета на легло. Контролни тестирања, испитувања со амитраз во било кој период од годината, кога се посомневате на нешто, направете, ќе добиете за кратко 2-3 сати резултат, каква е состојба со кошница, треба ли нешто дополнително да направите или не треба. И уште еднаш пак еве горе помеѓу пчелите и ова напишано е дека третманот со оксална киселина со накапување како зимски третман обезбедува најдобар баланс на ефективност и толеранција на пчелите. Баланс на ефективност и толеранција на пчелите. Што тоа значи? Не се вознемируваат пчелите и имаме висок процент на ефикасност. Јас имав толку, ви благодарам на вниманието и повелете со прашање.